Од се што постигнавме во периодот од една година, некои достигнувања може да се издвојат како најважни, затоа што најмногу ќе допринесат за подобрувањето на животот на нашите граѓани. Визна либерализација, успешна реализација на сите поставени задачи, од патоказот за укинување на визниот режим. Бев навистина импресиониран од брзината и квалитетот со кој што се одвиваат реформските процеси, со кој што се усвојуваат реформите од страна на владата на господинот Груевски, но и од страна на парламентот, секако со поддршка на сите во земјата, со цел да се квалификувате за визна либерализација. Добитната комбинација и за Европската унија и за нашиот регион ќе биде во моментот кога целиот регион ќе биде дел од тој безвизен режим. Во услови на криза ќе ја стимулира изградбата на станови од страна на градежните фирми. Со тоа ќе се помогне да дојде до заживување на градежништвото, но и на останатите стопански гранки поврзани со стамбената изградба, како што се занаетчиството, индустријата на производство на мебел. Донесен акцијски план за намалување на енергетската сиромаштија. Државата ќе ги субвенционира трошоците за струја за најсиромашните. РИА – вклучување на засегнатите страни во изготвувањето на законодавството. Пораст на платите во јавниот сектор за дополнителни 10%. Покачување на пензиите за 5,5% во 2009 година, со што вкупно досега пензиите се покачени за 33,5%. Здравствено осигурување за сите граѓани на Република Македонија. Воведување дополнително проширување на позитивната листа на лекови со 39 нови форми и јачини на лекови. Од оваа година, бесплатни учебници за сите ученици од основните и средните училишта. Намалување на придонесите за пензиско, здравствено и социјално осигурување за 1/3. Македонија се искачи 37 места на листата на Doing Business на Светска банка, која ја оценува поволната клима за водење бизнис. Од 96-тото на 32-то, со што се позиционираше веднаш зад Франција и Холандија, а пред некои други членки на Европската унија. Македонија е рангирана на 3-то место на врвните 10 реформатори во светот според Светска банка. Извештајот се однесува на периодот јуни 2008-јуни 2009, што значи се работи за реформски политики, реформи спроведени во овие тешки кризни времиња, при што нашата опредоба да продолжиме со реформите е потврдена со овој одличен резултат. Обезбедена кредитна линија од Европската инвестициона банка од 100 милиони евра за мали и средни предпријатија, со поволна каматна стапка од 6%. Со тоа што го видов, начинот на кој што се справувате со оние тешки моменти, од кои што не може да побегне никој, никој не може да побегне на економската криза, а тоа не е одговорност ниту на оваа влада, за тоа не е одговорен никој, тоа е еден процес кој што почна на еден многу сложен начин и, за жал, сите во светот страдаме од него. Меѓутоа, кога го гледам начинот на кој што вие се справувате со тоа, сметам дека тоа го направите на многу интелигентен начин. Доделен највисок износ на субвенции за земјоделство и рурален развој во износ од 70 милиони евра. Засилена борба против организираниот криминал и уништени големи количини на запленети наркотични средства и нелегално оружје. Реализација на проектот Старите касарни за нов развој, владата за граѓаните, со кој касарните се ставаат во функција на развој на општините. Изградба на нови содржини на воениот полигон Криволак и план за негово прераснување во регионален тренинг центар. Пуштена во употреба обиколницата на Скопје. Проектот за изградба на ова обиколница е со вкупна вредност од 150 милиони евра, за чија реализација бе обезбедени финансиски средства од буџетот на Република Македонија, Европската банка за обнова и развој и средства обезбедени од Европската инвестициона банка. Изградена северната трибина на Националната арена Филип II Македонски, започната изградбата на западната и источната. Доделени 500 стипендии за млади спортисти. Пуштени во употреба 15 спортски сали, а уште 12 се во изградба. Пуштени во употреба 4 фудбалски игралишта. Се градат уште 32, од кои 10 се во завршна фаза. Поставени 35 скулптури во централното градско подрачје.
Веќе сме во завршна фаза на донесување на програмата за ревитализација на старата Скопска чашија во период од 5 години, која што ќе биде доставена до владата и со самата таа програма навистина ќе се помогне во ревитализацијата во дел со културни и туристички содржини за старата Скопска чашија. Намалени цените на државното градежно земјиште. Мнозинството на граѓани кои што се уште го немаат откупено земјиштето се сиромашни граѓани и со ова им овозможуваме практично на сите тие кои што на некој начин беа губитници во транзицијата, да и тие добијат еден дел од општественото богатство и тие да добијат нешто во овој процес наспроти еден мал приватен клуб на капиталисти кои што во 90-тите стекнаа се. Големи археолошки ископувања на археолошките локалитети Стоби, Скупи, Стибера, Плаошник, Хераклеа, Вардарски рид, Баргала, Скопска тврдина, Исар Марвинци, Кокино, Тумба Маџари, Билазора. Основани и успешно функционираат 7 нови судски институции. Во 2 наврати реализирана акцијата Национален ден на дрвото, засадени над 6 милиони садници. Од денешните дискусии во комисијата, исто така би сакал да истакнам дека сега можеме да препорачаме отворање на преговори за членство со поранешната Југословенска република Македонија. Земјата оствари уверлив напредок и суштински се осврна на клучните реформски приоритети, кои што во нивниот жаргон се нарекуваат 8+1 одредница. Комисијата смета дека земјата во задоволителна мерка ги задоволува политичките критериуми од Копенхаген и дека овие елементи и овозможија на комисијата да препорача отворање на преговори за членство. Пред 1 година не ветивме чуда. Ветивме остварување на нашата програма чекор по чекор. Она кое го ветивме, го исполнуваме. Македонија чекори понатаму. Влада на Република Македонија.